Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Председателот на ФИФА Сеп Блатер соопшти дека периодот за изградба на 3 бразилски стадиони од вкупно 12 на кои ќе биде одиграно светското фудбалско првенство во 2014 година е продолжен. Фудбалските стадиони требаше да бидат изградени до 31 декември, меѓутоа ФИФА се уште не го определила датумот кога ќе биде завршен стадионот во Сао Пауло. Стадионот е во центарот на вниманието поради тоа што еден од крановите предизвика инцидент во кој имаше жртви. Генералниот секретар на ФИФА Жером Валке изјави дека стадионот во Куритиба би требало да биде полутмен до март 2014 година. Стадионот Арена Амазонија во Манаус, кој се наоѓа среде тропските дождовни шуми, е исто така во изградба како и оној во Куритиба. Извршниот секретар на Министерството за спорт во Бразил, Луис Фернандес, наведува дека стадионите ќе бидат подготвени до февруари. Светското фудбалско првенство во Бразил ќе се одржи од 12 јуни до 14 јули 2014 година. Германскиот интернационалец и член на Реал Мадрид, фудбалерот Сами Кедира, го обнови договорот со кралскиот клуб. Новата соработка на Кедира со шпанскиот клуб е до летото 2018 година. Стариот договор на 26 годишниот Кедира со белите истекуваше по крајот на сезоната 2014-15. Искусниот фудбалер премина од Штутгарт во Мадрид во летото 2010 година. Тој има 44 надпревари и 4 гола во дресот на германската фудбалска репрезентација. Бајерн Мюнхен се соочува со нов сериозен проблем по повредата што ја заработи Аријан Робен. Холандскиот таз беше стрелец на водечкиот гол на дуелот од Купот на Германија против Аугсбург, но потоа го повреди коленото и мораше да биде заменет. Лекарските прегледи покажа дека станува збор за исеченица во пределот на коленото, па иако нема оштетување на лигаментите, Робен ќе мора да паузира најмалку месец и пол од терените. Ќе го надминам и овој проблем и ќе се вратам на терените посилен од било кога, изјави Робен, кој ќе го пропушти и светското клубско првенство што ќе се одржи во текот на овој месец во Мароко. ФИА го објави официјалниот календар за наредниот шампионат во Формула 1 во кој ќе има 19 трки. Од првобитниот нацрт календар отпаднаат трките во Кореја, Мексико и Њу Џерси. Изоставувањето на Кореја е од финансиски причини, а и натаму постои надеж дека Мексико ќе се врати во календарот во 2015 година. Втора година поред одложено е враќањето на календарот на трката во Њу Џерси, но првиот човек на Формула 1, Еклстон, се надева дека плановите ќе бидат реализирани. Наредната година се враќа трката во Австрија, додека возачите по прв пат ќе ја посетат Русија. По овие промени трката за големата награда на Абу Даби ќе биде последна во календарот и ќе се вози на 23 ноември. Во НБА лигата синоќа се одиграа 7 средби. Тимот на Перо Антич, Атланта, синоќа стигна до победа против Лос Анџелес Клиперс со 107-97. Корвер постигна 23 поени во неговото враќање од повредата, а Пол Милсап додаде 25 коша. Блейк Грифин со 24 поени и Крис Пол со 19 поени и 11 асистенции беа лидери на Клиперси. Перо Антич не доби шанса од тренерот Майк Буденхолцер. Дербито на вечерта се одигра во Портланд, каде Блейзерси го продолжија својот импресивен старт на новата сезона. Предводени од 38 поени и 13 скока на Ламаркус Олдрич, домашниот тим со 111-104 беше подобра до Оклахома Сити, прекинувајќи ја серијата на гостите од 8 победи поред. Портланд го поправи својот скор на 16 победи 3 порази, доволно за прво место во моментов на западот, со една победа повеќе од тимот на Сан Антонио. Дурен со 33 поени и Расел Весбрук со 21 поен беа најдобри во гостинскиот тим. 17 победи и само 2 порази се уште има Индијана, кои синоќа во Солт Лейк Сити ја победија Јута со 95-86 за најдобар скор во лигата. Пол Џорџ со 19 поени ја предводеше групата од 6 играчи со двоцифрен број на поени кај Индијана, додека кај домакините со 22 поени и 13 скока најдобар беше Дерик Фейворс. Гостински победи сигурно забележаа и тимовите на Далас, Детройт и Феникс. За вечерва само 3 средби на НБА програмата, меѓу кои градското дерби помеѓу Бруклин и Њујорк Никс. Здраво, јас сум Мате Јарсов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Мартин Ѓелов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб
Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работничка, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следо рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.